Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се веќе подготвени, па јас да не им го трошам времето, да ги повикам да ни се придружат тука во нашите надпреварувачки кабини. Прво, како и секогаш, ќе ги повикам тековните домакини, а денеска таа улога им припадна на Катерина и Андреј. Повелете. Андреј, здраво. Катерина, здраво. По трет пат веќе во Листа за 300, на моје огромно задоволство. До сега ни земавте 200 евра, така? Да. Ако не се лажам, дали сте денеска подготвени за уште еден нов предизвик? Се надевам. Да. Супер, чим сте? Тука мора да сте. Да. Тоа е тоа. Да не сакате да додадете нешто? Па не. Тоа е тоа, мудро Тоа ќе е си тоа. молчиме, ќе си Да. ги чуваме зборовите за кога Одговарање. треба, за одговарање, така. Супер. Да не ве деконцентрирам и јас, повторно во улога на домаќини, што значи ваша домакинската кабина. Повелете. Хвала. А за да продолжиме понатаму со нашиот квиз, сега го потребни се и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи Љупчо и Зоранчо. Повелете. Љупчо, добре дојде повторно. најдовме. Зоранчо, драго ми е. Како сте добри? Може малце понаваму да дојдеме. Така, супер сте. Како сме, Љупчо? Одлично. Да, што има ново кај тебе од последниот пат кога се дружевте? Па добро, еве, сега сум по улога на председател на машки фудбалски клуб и за среќа на женски фудбалски клуб, женскиот фудбалски клуб Чашка. Еден и единствен клуб, женски фудбалски клуб кој потекнува од рурална средина и полека Сериозно, не влегуваме знаеш во историјата на женскиот фудбал во Македонија како навистина прв клуб од рурална средина по женска Одлично. конкуренција и се подготвуваме за првиот настап за еден месец во македонската женска фудбалска лига. Каде ќе си игра првиот надпревар? Би Па, сакал да дојдам ако има можност. И вие сте поканети сите и сите како телевизија. Ќе се игра, верувам дека ќе се игра на спортскиот терен во населба Чашка, затоа што јас потекнувам во населба Чашка и гордо тоа секогаш го кажувам, како и секогаш Чашка е едно прекрасно место и за да ми поверувате на вистина треба да дојдете да не посетите. Готово. Деви ќе пружиме рака, договорени сме. Имате Чекам и покана ми отворена. известиш, да, да ми известиш кога и Сега. првиот надпревар, баш би сакал да присуствувам и да го подрам тимот ваш нормално. Ви благодарам. Зоранчо, да ни се представиш на кратко да се запознаеме. Зоранчо Марковски од Велес, 52 години вработен во државна институција со другар ми Љупчо. Денес кога ќе дојдеме тука си ја пробаме среќата, се надевам дека подолго ќе останеме, нема само една емисија. Да се надеваме дали. Да се надеваме се на најво и тоа, ништо На посебно. истото се надеваат и вашите противници. Надежда кај сите постои. Така е, така е. Нека победи по добриот, нели? Така се. Да имаш некој Зоранчо хоби во слободно време или сега за сега? Па сега за сега не, моментално искрено ги следам овие квизови, овие шоу, ме интересира, чисто мислам дека има многу нешто што да се научи. Значи хоби Цел- ти е билдање знаење. А тоа е Фала Богу, тоа е да. бодибилдинг на мозокот. Ме интересираат и редовно ги гледам. Одлично, баш ми е драго, се надевам дека денес ќе те сето тоа гледање ќе се исплати и тука. Само да видиме Со сега од позитивно. другата страна како изгледа. А со трема како си имаш? Не, ништо трема, нема. Супер. Одлично, тоа ме радува што го слушам. Да не сакате да додадете нешто или тоа е тоа? Па се надевам дека имаме да додадеме во следната. Така. Чувајте ги за тогаш, одлично. Денеска во улога на предизвикувачи. Почувате што значи ваша предизвикувачката кабина? Повелете. Благодарам. Катерина и Андреј, односно Љупчо и Зоранче се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега е време да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба за да си продолжиме без никакви проблеми. Ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на домакините, тоа се Катерина и Андреј, а Љупчо и Зоранче дали се случаме? Да се слушаме. Немаме никакви проблеми, така добро се слушаме се. Одлично. Во продолжение, ако нешто не ме чуете, не ме разберете или пак имаме некаков технички проблем, веднаш да ми посочите за да го решиме истиот или да ги појасниме работите. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме кабината на Катерина и Андреј. Дали се слушаме? Да. Слушаме. Да, одлично. Дали сме подготвени за почеток? Да. Да, супер. Нови противници за нови предизвици. Така е. Така е. Ако може да започнеме, да не ви го одзимам времето. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, плюс на сето тој домакините ми дозволија да започнеме со листа за 300. Епа,
Време е за листа за 300. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: зборови на 5 букви што почнуваат на Д. Бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата Д како Делчево. Ги прифаќаме сите видови на зборови, но само во еднина, во еден род и без членување. Не се признаваат лични, географски имиња, имиња на компании, кратенки и слично. Катерина и Андрей, дали ни е јасна темата? Да. Одлично, Љупче и Зоранче, дали ни е јасна темата? Јасно. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеската улога им припадна на Љупче и на Зоранче. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Катерина и на Андрей. А Љупче и Зоранче, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 8. 8. 10. 10. 12. 12. 14. 14. 15. Едно повеќе 15. 16. 16. 17. 17. 19. 19. 20. 20. 22. Бред. 22. 23. 23. 25. 25. 26. 26. Ајде нека одговарат. Да одговараат. Да. Ајде да видиме, можеме уште малце да дадаваме, но ќе си кјудам јас, не се мешам, кога и да сум спомнал нешто вакво, сум грешал. Катерина и Андрей, имаме тука 26 празни полиња, кои треба да ги исполниме со зборови на 5 букви што започнуваат на Д. Но како што реков, ги прифаќаме сите видови зборови, но само во еднина, во еден род и без членување. Не се признаваат лични, географски имиња, имиња на компании, кратенки и слично. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Дабар, Дабар. Така е. даден, Даден. Така е. Добар. Добар. Така е. долар, Долар. Така е, точен одговор. денар, Денар. Така е. динар, Динар. Така е. декар, Декар. Точно. броеви сме да набројуваме, така? Како? Броеви да набројуваме, као 9, например. Не гледам зашто не. Епа 9, 9. Секако дека може. Така е. 10, 10. Така е. Даска. Даска. Така е. Дилер. Дилер. Така е, точен одговор. дрога, Дрога. Така е. драга, Драга. Дилерот има дрога драга. Точен одговор. дроби, Дроби. Така е. Давај. Давај. Ако продолжите со ова темпо, ќе треба да ви дадам пари. Точен одговор, повеле. дишел, Дишел.
Така е. Даска ја кажавме. Да. Кажана е даска. Диско. Диско. Одат ли Катерина и Андре често диско? Па да. Да. Така треба да. Точен одговор. Да продолжите да одите во диско. Ај, уште 9 зборчиња ви фалат. Дикел. Дикел. Дикел, да, алат за работа. Дикел. Дикел. Точен одговор. Десно. Десно. Така е. Дерби. 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 Точен одговор. Уште 6. Димер. Димер. Ова е уште еден медицински израз. Катерина, многу ми е жал. Димер може би еден ден ќе се најде во нашиот дигитален речник или воопшто во македонскиот речник, но за жал се уште не е. Сме се сретнале, и јас сум се сретнал искрено со зборот, но еве го бараше тимот на сите страни. За жал го нема во нашиот речник. Супер бевтен, жал ми е што само на 6 зборчиња се лизна работата. Како и да е. Одлични бевте, немојте да се разочарувате. Имате се резултатска негатива за прв пат од кога седнате тука, сте во негатива, но тоа не ги менува работите дека ништо не е готово, само посконцентрирано во продолжение. Љупче Зоранчо, добро одигран ете, ме побивте веднаш, како реков дека може би требаше и повеќе да се надава и ми плеснавте во фаца. Честитки за првиот освоен поен оваа сезона во листа за 300, но како што им кажав на вашите противници, не се опуштајте премногу, се може за миг да се промени. А пред да продолжиме понатаму со второто надавање, односно втората лицитација, јас да прочитам уште неколку зборчиња на 5 букви што започнуваат на Д. Тук имаме дајре, дамла, датум, дебел, декар, кажавме, се извинувам, потоа долно, доказ, допир, доста, дрвар, драго, драма, дрвце, дршка, давеш, далга, дамар, данок, потоа тоа што интересира Катерина, дибек. Исто така го имавме давеш, делба, делач, дерби, детаљ и така натаму. Сега, драги гледачи, како што спомнав и пред малку, време е за втората лицитација, односно второто надавање. Темата за истото гласи: градови во Европа со интернационален аеродром. Бараме имиња на градови од Европа во кои во овој момент има активен меѓународен аеродром. Во некои градови има повеќе аеродроми, но секој град можете да го кажете само еднаш. Секако, ако во некоја држава има повеќе градови со вакви аеродроми, сите тие градови можете да ги кажувате. Катерина и Андре, дали ни е јасна темата? Да. Одлично, Љупче Зоранчо, дали не е јасна темата? Супер. Знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. Моментално во таква ситуација или по првата одиграна лицитација, во таква ситуација се наоѓаат Катерина и Андре. Да исклучиме кабината на Љупче и на Зоранчо, а Катерина и Андре, кога ќе имате понуда, повелете. 7.
Започнуваме со 7. 10, 10. 12, 12. 15, 15. 17, 17. 19, 19. 21. 21. 23. Две повеќе 23. 25. 25, 25. 28, 28. 29. 29. 31, 31. 32. 32. 33, Едно повеќе 33. Нека одговарат. Да одговараат. Ајде да видиме дали ќе се покаже како добитна ова стратегија, ова тактика. Ја ќе игра пушта малце нагоре, но ќе видиме. Љупче Зоранчо, имаме тука 33 празни полиња кои што треба да ги испишеме или да ги пополниме со точни градови во Европа кои што имаат интернационален аеродром. Ако го направиме тоа, судбината на вашите противници, барем за денеска во листа на 300, име запечатена. Ке се дружиме потоа на тука на главната сцена, но да не збориме пред рака, ајде да завршиме оваа работа. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Скопје, Скопје. Така е, точен одговор. Охрид, Охрид. И Охрид е точен одговор. Ниш, Ниш. Така е. Белград, Белград. Точен одговор. Сараево, Сараево. Точен одговор. Загреб, Загреб. Точно. Подгорица, Подгорица. Така е. Љубљана, Љубљана. Точен одговор. Атина, Атина. Така е. Солун. Солун. Така е. Истанбул, Истанбул. Не знам за Истанбул. Точен одговор. Софија, Софија. Така е. Букурешт, Букурешт. Точен одговор. Будимпешта, Будимпешта. Така е, точен одговор. Виена, Виена. Точен одговор. Рим, Рим. Така е. Милано, Милано. Така е. Поминавте пола. Братислава. Братислава. Точен одговор е и Братислава. Прага, Прага. Така е. Цирих, Цирих. Зюрих. Така е. Берн, Берн. Така е. Базел. Базел. Така е. Женева, Женева.
Точен одговор. Франкфурт. Франкфурт. Така е. Минхен. Извини. Минхен. Минхен. Така е, точен одговор. Хамбург. Хамбург. Така е. Берлин. Берлин. Точно. Париз. Париз. Точен одговор. Амстердам. Амстердам. Точен одговор. Барселона. Барселона. За жал повеќе немаме летови ние директни до Барселона. Ја го фатив еден од последните, сериозно. 30, ајде, уште. Мадрид. Мадрид. Се гледа заборавиме. крај, да не го заборавиме, ја да не ви правам муабет, набројуваме. Така е, точен одговор. Уште две. Лисабон. Лисабон. Така е. Лондон. Немој Лондон со 3 точки да ми го кажеш, како да имаме уште. Лондон е последно, не? нема ли уште? Па нема. Толку, кај се залета? Па ние до 50 ќе одевме. Чуве си го, знаеш да понатам. Лондон, 33-ти точен одговор за Љупчо и Зоранчо. Буквално пролетавте низ оваа тема. Бравос. Не ми останува ништо друго, освен да ви честитам. Благодарим. И едно е да чекам, да видам што ќе направите тука кога ќе ве случиме со нашата листа. Благодариме исто на противничката екипа, им честитаме за досегашниот успех. Супер си беа и они, точно, веќе заморот ти си го направи своето и кај нив. Катерина и Андреј, бевте одлични надпреварувачи и чести задоволство ми беше што бевте дел од листа за 300. Секако, се надам дека во иднина повторно ќе дојдете уште по, Да. како да кажам, Да. со појак морал и со поголема желба за победа и кондицијски поспремни. Така е. Дека ќе треба неколку пати да доаѓате повторно. Да. Со здравје да си ги трошите парите и се Фала. гледаме наредниот пат. За жал сега морам чао да ви кажам. Чао. Чао, чао. А пред да ги повикам Љупче и Зоранче да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа, да прочитам уште неколку градови од Европа со интернационални аеродроми. Тука ги имаме Антверпен, потоа, не знам, Атина, да ја кажавме, Баку, Бања Лука, потоа Билбао, Бирмингем, Париж, Брно, Бургас, Валенсија, Варна, Венеција, потоа Даблин, Дубровник, Ереван, Келн, Копенхаген, Краков, Лиц, Лисабон, Малага, Пловдив и така натаму. Ги има многу, да не речам, скоро секој поголем град во Европа си има и свој аеродром. А сега, драги гледачи, е време да ги повикам Љупче и Зоранче да ми се приклучат, се извинувам, тука на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда? Останува да видиме затоа. Останете со нас, се враќаме по паузата. Љупче и Зоранче ми се придружија тука на главната сцена и за кратко ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Дали сте спремни да освоите некој денар? Спремни. Одлично. Како никогаш до сега. Како никогаш до сега, кажи. Минатиот пат не ми текнува, Љупчо, 50 евра освои. 50 Не, евра. 100 евра. 100 евра. Значи, денес имаме шанса да поминеме таа граница. Пред да ви ја соопштам темата на брзинка, само да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги исполниме со точни одговори за ако сакаме да освоиме онаа максимална сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Е сега, имате еден предизвик од уредникот, од човекот кој што ги смислува прашањата, темите. Знаете, разбрал дека ве бива за спорт, географија, такви работи, па еден предизвик да видиме до каде сте со спортот, границите до каде ви се. Има многу интересна тема, која што ќе чуете за многу кратко. Слушајте добро и вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема постоечки држави освојувачи на златен медал во бокс на Олимписки игри.
Бараме имиња на денес постоечки држави, односно олимписки комитети, освојувачи на златен медал во бокс на било кои од држани олимписки игри од првите до последните во 2021 година. Но, морам да ви напоменам дека држави кои веќе не постојат како СССР или СФРЈ не се признаваат. Имајте го тоа во предвид за да не направиме некоја грешка. Дали не е јасна темата? Европски, така? Не, од цел свет. Од цел свет. Да. Кои што освоиле постоечки држави освојувачи на златен медал во бокс на олимписки игри. Од цел свет. Ајде стартуваме со Соединените американски држави. Соединетите американски држави кои што и се на првото место се број 1 со вкупно 50 златни медали освоени до сега во бокс. Втора земја Русија. Русија ќе кажа? Втора земја Русија. Така е, точен одговор. Куба. Куба. Да. Значи, Куба на второ место се наоѓа или втора е на оваа листа со 41 златен медал, а на вас ви носи и 50 евра првите за денес. Благодарам. Нека се множат. Дали одиме понатаму? Договорете се сега, видете. Одиме, да. Одиме понатаму. Добро. Кој, Турција? Турција. Да проверувам Турција? Да. Ајде. Ајде, па што биде, нека Што биде, нека биде. Турција на мала сума на пари. Турција. Ау, ги бивало за бокс, добри се. Добре. Точен одговор. Ајде, ќе одиме Франција. Франција. Не бега ни Украина после кажа. Да. Франција. Франција, точен одговор. Ајде, ќе кажем и ова што спомнавме, Украина. Украина? Да. Ајде да видиме. Они имаат нели она, да кажеме, руска школа, Да. која што Се доминираше надеваме во дека минатиот освои. век, да. И почетокот на овој секако. Посебно во аматерскиот бокс, нели се е? Украина, шести точен одговор за 100 евра. Честитки. Благодариме. Размислете се што правиме за понатаму. Сега вие Азербејџан се добри борачи, а имат и бокс. Е сега, тука имат дали Туркменистан и Германија. Германија ќе кажем, сигурно. Германија не е века. Германија? Германија, Велика Британија. Велика Британија. Добро биде Велика токро. Британија. Германија, Велика Британија и уште едно која да кажем. Германија, Велика Британија. И Шпанија ќе кажем. Немат. Имат, или? Британија. Италија. Одиме. Ајде, со која? Обединетото кралство или Велика Британија? Обединетото кралство или Велика Британија, кои што се наоѓаат и на третото место на оваа листа со 20 златни медали до сега освоени на Олимписките игри. Велика Британија, седми точен одговор. Германија. Германија. Германија има добар бокс, таму тренира и браќата Кличко. Во Германија информитно знам и се боре едно време. Германија, осми точен одговор. Кој ќе биде деветиот? Не. Европска. Европска е Боско. Италија. А Канада? Тој ќе кажем Канада што. Канада е голема земја. Да, може да има бокс. Не. Голема земја. Канада. Но е треба Канада. Канада. Ајде да видиме. Конечно.
Канада, голема земја, како што кажав, ладно е. Треба луѓето да се одржуваат цело време, да бидат активни. Што ја прави Канада? Една од поуспешните држави освојувачи на златен медал во бокс на Олимписки игри. И тоа е 9-ти точен одговор за Љупчо и за Зоранчо. Тоа е тоа. До сега Канада колку медали има освоено? Само момент да видам. 3. Машала. Ефтен од поуспешните биле. Сакаш да прекинеме? Не ми текна за вие. За кој? Мислам дека Белорусија. Белорусија имат сигурно. Италијаните имаат натуризирани 100% и шпанците имаат сигурно 100% имаат. И ти имаат, тие се добре. А има со Белорусија, Шпанија? Чекай бе, полека, ќе видиме бе. Ами овие Мароко, виж рука има тие се тепаат бе. Не, Земете си парите. доста е. Не, јас мислам дека првиот пат 100, сега 150 доволно е. Одиме, кажи, со постепено линеарно накачување на... Малку се критични овие тука ќе поранешните прекинеме. републики, ама добро. Сакавме додиме со, значи тука завршуваме со Да, 150. готово. Сакавме додиме со Благодариме. со Белорусија, Туркменистан и Шпанија. И ќе ви ги земе парите одма и толку сите три ќе ги промачам. Сите три. Сите три ќе ги промачате, да. Затоа паметно направите што тука застанавте, имавте. Некои сега ќе ви ги прочитам, еве кои се останатите, не се многу, 37. Ќе пробам да ги издвоам те што не ги кажавме, како да речеме Аргентина, Алжир, Аргентина, Белгија, Бразил, Бугарија, потоа Венецуела, Данска, Доминиканска република, Ирска, Италија, кај што спомнавте на неколку пати, Јужна Африканска република, Јапонија, Јужна Кореја, Казахстан, потоа Кенија, Кина ја спомнавте во еден момент. Исто така Мексико, Монголија, Нов Зеланд, Норвешка, Полска, Романија, Северна Кореја, Тајланд, Узбекистан, Угарија, Финска и Холандија. Се земите кои што не ги кажавте, а имаат освоено златен медал. Паметно одиграно, честитки уште една за освоените 150 евра. Благодариме. И на моје огромно задоволство повторно ќе се дружиме, ќе се надпреваруваме како сакате во следното издание на нашиот квиз. Драги гледачи, дојдовме до самиот крај на денешното издание на Листа за 300. Тука ќе ве поздравам, ќе ви посакам да ми останете во добро здравје и секако со програмата на телевизија Сител. И никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!